Вчера Груевски и ВМРО ДПМН по кој знае кој пат беа фатени на дело како ги злоупотребуваат функциите за партиски вработување. На само 4 месеци пред изборите се појавија списоци на луѓе кои по партиски налог се вработуваат во скопските јавни предпријатија. Дополнително, самите луѓе признаваат дека работните места им ги обезбедуваат штабовите на партиите од власта. Бадијала огласи за вработување, бадијала реклами за отчетност и транспарентност, бадијала заложби за непартизирана јавна администрација, кога за секое вработување одлуките се носат во партиските штабови на ВМРО ДПМН. Зошто Коце Трајановски во стотици илјади евра скапите спотови и брошури не ги информираше скопјани дека неговите директори во јавните предпријатија вработуваат само партиски војници? Овој многу сериозен скандал е уште еден во серијата активности со кои власта на секаков можен начин се обидува да манипулира со волјата на гласачите. Пред десетина дена се покажа дека власта спроведува рекомпонирање на гласачката структура во Ресен со масовен прилив на нови гласачи со кои се обидува да изигра волјата на граѓаните. Новиот скандал со партиски вработувања во Скопје е уште еден од низата примери зошто ВМРО ДПМН упорно не сака да ги прифати забелешките на ОПСЕ, ОДИХР и Европската комисија и да ги вметне во изборното законодавство. Со прифаќање на овие препораки, на власта ќе и се скратеа можностите за вакви предизборни манипулации и злоупотреби на власта. Бидејќи се работи за јавно признание на нововработените, заради што премиерот Груевски не може повторно да бара виновник во опозицијата, го повикуваме да побара од градоначалникот Коце Трајановски веднаш да ги разреши директорите на скопските јавни предпријатија кои се фатени на дело и веднаш да ги поништи сите партиски вработувања што се направени на ваков начин. И конечно, нека ги прифати измените на изборното законодавство, кои на наш предлог веќе се наоѓаат во собраниска процедура и нека демонстрира подготвеност во мар да се соочи со граѓаните на слободни, фер и демократски избори. Благодарам и ви стојам на располагање за прашања. Повелите. Значи, прашањето ви е многу логично, но пред да ви одговорам, ќе ја чекам реакцијата на премиерот и на Коце Трајановски, кој што треба да им објасни на граѓаните на Скопје како се трошат нивните пари и по кој принцип се прават партиски вработувања во овие јавни предпријатија. Други прашања? Земајќи предвид дека сте на пресконференција на политичка партија, ќе се обидам да коментирам без да бидам сватен дека вршиме било каков притисок на уредувачката политика на било кој медиум, меѓутоа е жално за Македонија да се случуваат вакви работи. Ако причините за ваквата оставка на главниот одговорен уредник на Дневник е дека некој му забранил да уредува насловна страница и да се тргне темата штрајк на лекарите, тоа е катастрофа за слободата на медиумите и за демократијата во Република Македонија. Од тука не се случени забелешките на сите релевантни меѓународни институции за хаосот во кој што медиумите се наоѓаат во Република Македонија. Значи, ние посакуваме, како што мислам дека и секој поединец во Република Македонија и секоја политичка партија, Република Македонија да стане полноправен член на Европската унија и на НАТО. Од тука нема да се впуштаме во било какви коментари по ова прашање до 10 декември, бидејќи не сакаме повторно да бидеме обвинети од страна на премиерот дека нарушуваме преговарачката позиција на Република Македонија. Како ги коментирате изјавите на екс-премиерот Мичковски дека случајот Митова Телефон во позиција за злоупотреба по партиски вработувања со нејзини? Сакам да ве потсетам уште еднаш дека Социјалдемократскиот сојуз поднесе кривична пријава за докажан криминал против потенциран непознат сторител. Симптоматично
после 6 години молк, ВМРО ДПМН го препозна сторителот и што е уште постражно, самиот Владо Бучковски се препозна во нашата постапка. Клучното прашање на кое што треба ВМРО ДПМН да одговори. Зошто 6 години не постапува ништо, ги има во контрола сите надлежни институции и зошто кого штити ВМРО ДПМН и зошто после 6 години откако ние понесовме кривична пријава, таа препозна и кои се сторителите и препозна наводен политички судир во опозицијата. Прашањето на кое што Никола Груевски треба да одговори. Дали крењето на овој скандал под тепих е резултат на мешаноста на партиската фирма Аналитико во скандалот или овој случај се користи како полуга за да некој одработува сценарија на штета на опозицијата. Други прашања? Значи, уште еднаш да потенцирам дека СДСМ поднесе кривична пријава за докажан криминал од страна на американската истрага и поднесе кривична пријава против непознат сторител. Јас ќе ви поставам реторичко прашање. Постои ли некој во македонската јавност, без разлика дали се работи за политичка партија или за поединец, кој што не сака да знае каде, кој и зошто примил подкуп во случајот со Мажар Телеком, бидејќи говориме за докажан криминал. Инаку, СДСМ и во минатото, и сега, и во иднина ќе се бори против корупцијата и криминалот и не бега од собствениот дел од одговорноста во конкретниот случај со скандалот со Телеком. Други прашања? Зашто никој што не се согласува со ръководството на СДСМ, како што е, например, Бугарски, мора да ја критикува на власта како што оценува заедно? Зашто, например, проблемот за тоа не го најдете во вашите редови? Значи, видете, ние сме демократска партија во која што секогаш, за разлика од ВМРО ДПМН, сме имали спротивставени мислења и тие се кажуваат јавно. И ние апсолутно немаме намера се замараме со поединци кои што најавуваат независни листи или независни кандидатури, бидејќи сметаме и сме убедени дека тоа се пиони и дека тоа е сценарио на ВМРО ДПМН, а дека изведувачите се луѓе кои што се уценети за својата лична слобода, со кривични пријави или со одложување на судски процеси да го одработуваат ова црно сценарио. И бидејќи СДСМ е единствената политичка сила која што може да го создаде и Сојузот за едината и да окрупни целата опозиција, да му се спротивстави да го победи овој режим на Груевски, затоа ваквите поединци се цел на едно сценарио на ВМРО. Благодарам.